разберете ги луѓето што се модерни, дајте им љубов, покажете им дека традиционализмот сам по себе воопшто не е примитивен, доколку традиционализмот е правилен и оној вистински традиционализам што го има нашата култура, не само што не е примитивен, туку е, да го цитирам Ристо Солунчев, тоа е авангарда што е секогаш авангарда. Само таа авангарда и треба да не интересира, она што никогаш не престанува да биде авангарда. Од друга страна пак, вие што сте модерни, вие што ги знаете начините на светот, што се, да речеме, се гнасите од Никола Бадев или да речеме од Тамбура или од Зурла. Ворете се тоа. Убаво е да се чита, убаво е да се знаат јазици, убаво е да се барата со светската култура, но ни светската култура вас вистински нема да ве прими, доколку вие не си ја цените собствената. Затоа ценете си го собственото. На вистина научете да правите пари, пошто од тоа од пари се живее, разбира, као на вистина за сети требаат пари. Мене ми требаше пари за да стасам до тука. Ми требаше да доручкувам се овеле и вас исто. Јој, лаптоп че ми пари. Јој, ме разбираш? Да. И микрофон, и ова, се ова чини пари. Ме разбираш? За допаѓа размислувањето што тргаш од коренот. Секогаш тргаш од коренот. Секогаш. Па подоцна манифестации. Ние не можеме да зборуваме за политичката ситуација во 21 век, ако не ја знаеме историјата, ако не ја знаеме, ако не го знаеме менталниот склоп, така, да. Ама целосно хронолошкиот пат, зборувам во апсолутна смисла. И затегнете го телото. Слаби сте. Слаби сме, навистина сме слаби. Не сме, прво на телесен план не сме силни. Како ќе зацврстиме нешто повеќе? Еве, тело го контролирам, свесно го правам со ракава сега. И зошто да не го правам кон нешто што ми носи подобро? А тоа е да го зацврстувам телото, ме разбираш? Јасно. Сакам да кажам, кога тоа не можеме да го направиме, тоа не е целта да имаме силни тела, да не се сватиме погрешно. Не е да бидеме Херкулес сите, туку поентата е кога нешто што е свесно, кога нешто најлесно се контролира, онака најбазично, телото го контролираш свесно, од тебе зависи само, како ќе успееш да контролираш нешто што е толку суптилно како емотивните процеси што се случуваат внатре во тебе. Како ќе влиеш на друг човек? Политиката е абстрактна во смисол не е физичка, туку е процес некако ве душевен. Да. Ме разбираш, однос меѓу луѓе. Како тоа ќе го контролираш, што е толку суптилно, не е физички, треба да ти се изострени сериозно сетилата и умот за да можеш со тоа да се бавиш. Често тоа го зборив минатиот пат, го начнав информацијата тема, многу чисто од толку многу политиканство, од толку луѓе што не ги разбираат своите ставови, чисто кооперацијски разговори за да направат и чисто се расправаат со термини. После тоа пиерски се користи се злоупотребува и од илјадници теории на заговор се случуваат. Се што се случува во држава. И тоа што кажа сме слаби како држава, слаби сме како држава, дека не го прифатиме тој факт. Не знам дали ја предам. Слаби сме како луѓе. Затоа државата е слаба. Државата е само државата е правната единка. Системски се држи народот слаб, затоа што доколку би добило малку повеќе образование во секоја смисла, и духовна и интелектуално, дека би можело да се спротистави на целиот систем и не би можело да се манипулира толку лесно со да не се изразам да се вулгарни речи. Секако тоа секогаш се случувало и секогаш ќе се случува. Затоа што сме луѓе. Секогаш имаме желба, за жал, да ги држиме луѓето околу нас слаби за ние да се издигнеме. Тоа е факт. Сите ние. Сите. Не ги изолирам само луѓето на власт.
луѓето на власта се наистакнати по тоа затоа што јавно го прават тоа. Но и ние во секојдневниот живот исто го правиме. Истото го правиме. И ние сме имале ситуации кај што можеме братот свој или сестрата своја да подигнеме, да ја помогнеме, да ја спасиме, но одлучуваме некогаш свесно да не го правиме тоа, затоа што е за наш бенефит, за наш профит. Нормално дека луѓето системски се држат слаби. Апсолутно е тоа така. Зошто некој би сакал да им помогне на луѓето, а го држи системот? Системот е створен за да ги држи луѓето слаби. И што е уште поинтересно, е створен да ги држи луѓето слаби, а во исто време да им прави да се чувствуваат како да се слободни и да се силни. Овие ставови што ги скажуваш се заедно со што некој подкастери се едни од главните идеи зошто сакав да се направи процес на младенец како тебе, да имаме со вакви ставови што ги скажува. Супер. Што да и коренито, што го враќа дури немам потреба да ти подпишање што точно ги враќаш пишањето.